сака Ницовски да го снимче кој излава така да не снима. Добар ден. Стане добро. Работиме? Работиме. Браво сте. Не се само ги поздравам. Вие како сте? Добро, добро. Цело време на пат. Па нема што правиме, моля. Моля? Па сега нема, така да работам да се. Браво, браво, како е? Ова? Добро сте. Браво. Браво. Сега така, значи, денеска сме тука представители на нов вид на негови проекти. Правим ова улица Индустријска, кој е финансиран преку вториот проект на гасови кредит, во висина од близу 12 милиона денара. Планове со колегите од урбанизам, пошто тука се постојано изливи, они се реално факторот што благодарение на нив е направена оваа улица. Тони е ръководител на одделение за урбанизам, Тон кој е ръководител на сектор за урбанизам и Гајан Михајло, исто наш колега. Со анекс на договорот, планува да се направи улицата после мостот до крај, до маршал Тито, тоа е некаде околу 100 метра таа улица, не беше предвидена првично во самиот проект, но после со анекс ќе кофинансираме ние 1 милион денари, 1 милион транспортни врски, за да се доправи попредно што да не остане оставен. Колку дни имаме од двата повика Значи, споделувачево? без 5.150 милиона денари. Да, мисля тука не се овие... 2,5 милиони евро. Да, тука не се проектите што е сега предвидена реконструкција на салата, кејот на бреганица, што е Не само од двата повика, 150 милиони, 149 милиони и 950 или нешта така. Да. Значи тоа е проект, претходно тука на истата улица, во централна градска подрачје беше направена конкретна изградба на подземна инфраструктура, водовод, атмосферска и фекална канализација, во висина од 8,5 милиона денари, исто проектот што е финансиран од вториот повик, преку Министерството за животна средина и исто еден проект има тука кој што е на централна градска подрачје, значи приближно 11 милиона денара. Имаме улица на која што тука на крајот поврзува ги сите објекти кои што се наши општински плацови. Намерно причекавме да не ги лицитираме плацовите, да си ги направиме компletната инфраструктура, водовод, канализација, патна инфраструктура и струја, за да можеме да ги лицитираме да се крене вредност на самото земјиште. И имаме улица една тука, сигурно ја видевте кај новата зграда која што се гради. Една има позади кај полициска станица, има два стамени комплекси исто и една улица која што е околу детската градинка, старата Весели Цветови. Тие се проекти кои што се тука во самиот дел. И имаме еден проект кој што е тука нова детска градинка, моментално е распишан тендерот преку Труд социјала за внатрешно уредување на самата градинка и дај Боже за некаде од денеска, колку биде секој што треба, за да месец да ја отвориме новата градинка. дај Боже да има деца. Па, деца сега има. Сега има. Значи, тука има доста юнаци што треба да се погрижа за тоа. Што ни е, мисля, тука битно за овој дел да се доразвие, пошто е патно земјолот, колку тешки локалитет. Значи, мостот на Индустријска е во владење, тоа е во ингеренција на ЕПОТП, не е наш, не можеме ништо да направиме, доколку сакате да видиме. Значи, е погласен за ридична точка, со кој сме разговарано неколку пати и има распишена тендерска документација, чекаат средства од Светска банка, но се распишени заедно со 5 други мостови, да, отколку се има можност да се даде приоритет, пошто ово е стварно е фреквентен мост. Кој никој завршен повикот? Така. Следните години, па јас кажам да даде. Така. И со министрот Саваља разговаравме за животна средина, да се окоѓа за подиго што е негде од пешачкиот мост, таму се гледа големи пешачки мост, до негде до тука до под. Ова е регулација која што е веќе сме имаме добрино средства. Проект за комплетна изградба на нов кеј, по висина 650.000 евра, кој што треба да биде финансиран проектот преку Европската развојна банка. Значи, имаше еднаш распишен тендер за
жал имаше технички пропусти, сега повторно ќе го распишат и вети министрот дека до крајот на наредна недела ќе биде ставен во систем. Нешто амбициозно. А Работите нешто. нешто работиме сега. Трудиме колку е можно да го сработи. Сам правилната водика работи. Да, значи тука имаме конкретна приказна за тоа што имаме план за развој. Имаме 9 парцели, едната е Чека, ова се индустријската зона, тоа е Саката зона индустријска е како големите над ова што е. Има една сива таму конструкција. Под нејзе е зоната индустријска. ама тоа сака да е во вашиот дел. Тоа ќе дојде за живи и здрави, значи како што разговараме последното со вас и со директор кој се за самата иницијатива веќе е поднесена, имаме односно на свој барање. Заинтересирани што ќе Да, и има реално и тука има за бизнис, пошто тука повеќе трговија, хотелиерство, развој. Имаме голема маркица веднаш до градскиот пазар, кој што е погодна за ретален парк. Има веќе инвеститор заинтересирано, има повеќе инвеститори, сериозни, што се и од Делчево и во Делчево. И овој дел планираме негде до крајот на 2027 да се почне целиот развој на локални иницијативи, да го кажам, пошто таму е веќе поголема приказна, таму се исто 9 парцели, кои што се на 240 квадратни метри и таму е друга постапка, да знаете. Евро квадрат, тука е почетна цена 25 евра квадрат. Така да ако има некој заинтересиран да инвестира во Делчево, го звајте вас, може слободно да пропне нашата влада, ќе го пречекаме со отворени врати. Добро. Да. Каде одиме сега? Тука сега представира дека ова беше руина. Буквално стечиште до долу. И на последни колозови колозови. Не беше тука, ова нормално. И ветивно ви, ако викам да победите, ќе направим улици. Он не само што победија 5 км. Браво. И тоа ќе ви викам, ако викам поради таа вода, ќе ви го донесам првата уличу ќе даде председател. Ќе дојде тука на оваа улица. Сега тоа е моје викање, ќе ги спомнам на сега ќе дојде председател на местна заедница. Збора се избор. Да. Тука имаше многу силен захват со подпорен зид. Некаде значи вредноста на проектот е со завршување на тендерната постапка скоро 7 милиони. Инаку првичната вредност беше 7,5, но со пагањето на тендерот е малку под 7 милиона денара. Тука значи неколку метри подпорен зид. И оваа улица врти догоре, утре ги залу треба да се асфалтира. Добре. Беше малку оштедена слегот на времето, имаше однесено стои од тампон. Имаме сега моментално се асфалтира во наследо пролет и во централно градско. Намерно не утивме само да се дадеме тука да ни направиме реално чест. Добар ден, не гледа. Добар ден, како се добри сте? Супер, супер. Тука бе. Треба чека 3 евра, што се криеш таму. Таа чест. Да дојде премиер. Исто што е многу време. Еве, барем да иде запознат. Тоа е наши бесада, не Овде ситуацијата беше многу лоша. Луѓето не може воопшто, ова е голем проект. Добар ден. Браво, добре дошли. Наши как сте? Секунда. Гласачи, туа расамник од се гласат, човекот знае. Утре и заутре ќе се заврши. Значи тука е малку поширока улица, треба да се смени самата асфалтерка и што се заврши во пролет, денес треба да се заврши во пролет и во централно. Значи треба да ја внесе тука за да се доасфалтира и после живи изради тамо сабота и недела во селото во Горица. Остана и да го завршиме тој први дел. Спремајте сега други проекти, пошто до година пак има повеќе. Сега спремаме еден проект поголем, ама тоа на следната точка ќе ви го кажам сега. Спремајте. За да го видите. Началниче. Од згора, значи имаше проблем тука сериозен, пошто немаше тоест имаше други приложки на водите и на канализација и целата канализација течеше дубоко во војнико и многу правеше проблем. И сега со самиот подек на решувањето на оваа улица, целата канализација е ставена во фекална
централна канализација, целата атмосферска стана во атмосферската и веќе таков проблем нема да има. Инаку тука буквално нешто доаѓа. Пешки нема шанса да се замине. Тука труднеше нас, кебе на сија од таму, до таму од немаше пак. Многу голема разлика, Да, пошто позади има ушина улица, тоа е улица Грозданец, таа е од кај што стојат луѓето таму, од горе и после има ушинен крак. Ама веќе е проектирана и веќе не е предвидена со општата канализација за општината да го направиме. Да, доколку нешто имате потреба од другите на документација, што тоа ни ја носи, се проблем нема тоа. Гледаме директно. Да. Треба погаќа да се не Ако сакаш примери да бидеш малку тука таму е 20 метра до 30. Как пати? Как не пати? Ама до таму, например. Тоа е следен проект. Сега тоа отвориме, тоа е следниот проект. Добро, ја само До година кажам, пак ќе има. Здраво, здраво. Добар ден, како сте? Каде е вашето улица? Ја тука те право на таму. Еве, добро го гледаме сега. Од тие кути на таму. Нека дојдат светово тука, за да може да го слободно пресоло, пошто Ајде, нека се качиме сега, кога сме дошли. Иначе сме многу задоволни. Два само те улиците ми малку. Еве ги правиме сега, тоа не можеме сега преку нос. Верувам, јас сум многу разумен. Со децени што не е правено, Да, да. не